Тоа е еден од најголемите, најзначајните проломни етапи по нашата национална историја. Исто прашање да го повториме и за другите настани во нашето обстојување. Ние сме една древна земја, еден древен народ, со една многу богата цивилизацијска историја пред се. Народ сме кој е запишан во најдревните книги, во најдревните духовни и цивилизацијски податоци. Сме земја во која никаде на светот, на ниедно место на светот, освен во Македонија, во планината Кожу, во пазувите на Алшар, е заробен дел од сонцето. Имаме, значи, живи честички на сонцето, кои се заробени во македонската земја. И ниедна друга земја, таа директна сончева материја, тој екаталиум не се наоѓа. Тоа само по себе е една голем символ, но и голема метафора. Сакам да ве уверам дека големите символи, кои не зависат од нас, се дел на нашата духовна составка, се дел на нашите големи космополитски размислувања, широки, обстојни и така натаму, и дека точно тие феномени ќе надградуваат македонската култура и македонскиот национален ентитет. Една од најубавите страници на македонската литература, народно творештво и така натаму, една од најголемите страници воопшто на нашава духовна историја, тоа се страниците на големиот Марко Цетенко, во кои се скријани повеќе Шекспири. Тоа е еден бесконечно надарен народ во сите сфери, во сите области. Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Од архивата на Македонското радио. Господине Поповски, честитки за највисокото државно признание, наградата 11 октомври. Добитник сте речиси на сите можни литературни награди. Дали и колку неновата се издвојува и разликува од досегашните? Ви благодарам вам на честитките на слушателите на Македонското радио и би требало произлегува таа награда дека треба да бидам и самиот задоволен, затоа што е тоа навистина највисокото наше национално признание. Морам да признам дека наспроти сите награди, за мене оваа награда е особено значајна, затоа што доаѓа точно од средината и од мојот народ на кој сум го посветил целиот свој живот или сум се обидел барем со што и да е да придонесам по неговиот цивилизацијски развој. Ако се има предвид дека зборот, дека поезијата е врв на книжевниот исказ воопшто, дека во таа смисла мене ме прави и горд и заедно со мојот прием во Светската академија на поезијата на УНЕСКО, оваа награда веднаш потоа ми станува едно големо покритие на мојот творечки пат. Ете, во таа смисла со оваа награда ја доживам како еден убав, пријатен, голем настан, една животна сатисфакција, која на еден или друг начин ги покрива, да речам, ако ништо друго, оние аспекти на човечката суета без која и не можеме да обстојува. Другар Поповски, ќе биде интересно за нашите слушатели најнапред да ни кажете нешто за вашите почетоци, за вашите први допири со литературата, за вашите први творечки обиди и за какви моменти и размислувања се врзани тие. Моите врсници и јас имавме среќа своите први осознаени чекори во животот да ги врвиме веднаш зад чекорите на војските и на слободата. Македонија од тие денови во моите сеќавања е насликана со мощне топли, распеани и безгрижни бои. Прилега на еден вистински хаос од молитви и пароли, дише со сила на една мала експлозија на дух, според кој светот ако е делив и вечен, времето на тој свет, времето на таа Македонија е неделимо и со несватливи за нашите поими брзини, тоа ги уриваше сите постоечки закони и се нафрлуваше врз сите религии. Личноста неочекувано и неподготвена се судри со тековите на револуцијата. Застануваа и формираа долги редици за сол. Во иста тетрадка пишуваа и училишна, и домашна, и писмена работа. Често одеа на митинзи, чуваа стража околу народниот имот и така натаму, и така натаму. Се разбира, на сето ова треба без друго да му се додаде и неизличивата болка на забрадените мајки, застанати спроти нас и безутешно загледани во непознатите и црни предели на 4-годишната војна, од која нивните деца не се вратија. Ете, тоа би биле всушност моите први допири со вистинската литература и обидите во неа.
Вие, другар Поповски, сте еден од, така да речем, најревносните поклоници и творци на нашата родолюбива поезија. На многу теми од нашето поблиско и подалечно минато им дадовте поетска димензија, откривајќи ни прекунив и нови вредности во поетското кажување. Кои се мотивите вашите творечки интересирања да бидат најмногу свртени кон овој тематски регион? Поетскиот индивидуум ја наметнал својата боја, својот специфичен колорит и таа во основа епска гама се диференцира во мощна и јарки индивидуални експлозии, чија изразна фактура во најголем број случаи не знае за имитации и поведувања. Од тука веројатно произлегува мощни целосниот впечаток за современата македонска поезија, која, по некоја развојна логика на македонскиот дух, барем во овој изминат период, не можела, а да не биде во својата основа пред се родолюбива. Што се однесува до мотивите на мојата свртеност кон овој тематски регион, би можел да додадам само толку, дека сватено во својата комплексност, погрешно е да се предпостави дека оваа тематика го ограничува пределот на творецот и неговите можности. Напротив. Во последно време се почесто среќаваме антологии на македонската поезија. Каков е вашиот однос кон нив и дали сметате дека преку една антологија се исцрпува вистинската представа за вредностите и дострели на една национална литература? Длабоко сум уверен дека антологијата ниту оддалеку не може да ја исцрпи вистинската представа за вредностните дострели на една национална литература. Таа представува само една од многуте можни проекции на поетската визија и култура на составувачот. Нашето време урна многу дотрајани закони, постави многу нови поосовременети принципи и во оваа област. Антологичарот и антологијата на поезијата може да и додадат на поезијата исто толку колку што и да ја одземат. Принципот на изградена и неконформистичка концепција е гаранција за потраен и творечки приот и во овој дел на творештвото. Дали би сакале да ни посочите на своја песна во која според вас творечката материја и творечката мисла и доживување најцелосно се проникнале, се поистоветиле? Бидете љубезен да ни ја прочитате. Летото плови по тихо море од тимпани и корали. Во сенка на измислена палма дише црн мак, ноќ нема, брег нема, и само земјата черно копа во мраморот до викување на селаните помолни. Дното е поплочено со ружи, огромна сува река тече неумоливо како раѓање. Од летото до морето, со нож меѓу коралите, гори девојче, а боите вриштејќи извлекуваат сета топлина на земјата. Врз растурените зидишта на сенките, во боја на портокал, летото длаби крај. Времето заспива во звук на далечна светлост, влюбени, со жолти цветови во рацете, тагуваат вечна ноќ. Така многу го засакав тоа небо, под кое погласно од звукот на поколението, осетив нешто горчливо и тешко. Другар Поповски, вашиот поетски пат го обележуваат 9 стихозбирки објавени досега. Во песната Епитаф од вашата најнова стихозбирка ненасловена ги сеќаваме овие стихови. Мене ме возбудува само дамнините во сегашноста, фактот дека во полна свет гледаме. Дали овие стихови можат да важат како мото на вашиот поетски опус? Јас мислам дека ни еден поет не може да се чувствува толку сигурен за да може својот опус да го дефинира низ еден единствен естетски или филозофски поглед. Песнава на која се повикувате, меѓутоа, одразува веројатно еден централен, темелен аспект на мојата поетика. Станува збор за релативноста на секое траење, универзалноста на секој крај. Никогаш не помислив ова е добро, ова е зло, ова е вистина, а ова лага. Никогаш не реков ова е вечно, ова исчезнува. Ова ќе, а ова нема да постои. Мене ме возбудуваа само дамнините во сегашноста, фактот дека во полна свест гледаме, ветар како не запишува врз зидот на времето, постојат значи универзални човечки цели. Во суштина, тие од секогаш, низ сите времења и насекаде се едни и исти цели. Кога говорам за универзалноста на човечките цели, една меѓу нив без друго е како човекот да го одложи својот собствен крај. Тоа не е егоизам, тоа е смислата на животот. Во продолжение, почитувани слушатели, ке слушате стихови од Анте Поповски, што ги интерпретира Софија Гогова Врчаковска. Свеќа меѓу книгите на Сонја. Цел живот го извишував својот дом, но не со камени вар, со чиви и греди,
туку со книги. Книги извишував нагоре, книги на полици и над полици. Од книги ми беа масите и столовите, на книги заспивав и со книги се будев. Меѓу книгите има и понекој зиден часовник и секој од нив го шепотеше времето до кое стигнале книгите и каде продолжуваат. И има само една свеќа меѓу книгите и часовниците, која, кога исчезнува некој, сама од себе се пали и догорува. Вие првата стихозбирка од Блесоци ја објавивте во 1956 година. Таа се појави во еден период кој се карактеризираше со модернизација на поетскиот израз во целата македонска поезија. Бидете љубезен накусо да не речете како се одвиваше процесот на таа трансформација лично кај вас како поет. Прелом таа книга, бидејќи ја означи мојата дефинитивна определба да се посветам на поезија. Од Блесоци сами по себе може би како книга немаат поназначено место дури и во мојата поезија. Тоа е и природно. Тоа е поезија на првичниот одраз, на младешката етапа, на првите сознанија, поезија на човековите 20 години. Денес погледната таа дури изгледа и хаотична, и тематски, и стилски. Меѓутоа, тоа е поезија на еден тежок, натрешен психолошки лом, човекот кога ја определува на еден начин и својата собствена судбина, кога се определува за немирот наместо спокојството и така натаму. Драги слушатели, гостин во нашава денешна емисија е истакнатиот современ македонски поет Анте Поповски. И уште тоа е време на една друга инспирација. Нам ни беа идоли не Пушкин или Бајрон, Гете или Молиер. Ние за нив знаевме сосема малку. Нам идоли ни беа Блаже Конески, Славко Јанески, Ацо Шопов. Други практично и немаше. А и тие беа млади, 10 години пред нас. Тоа беше време во кое се околу нас дишеше во еден колективен занес, во една храбра етичка визија. Луѓето уште шетаа во војнички цокули. Тоа беше со други зборови време на една голема надеж. Време за пеење. Поезијата имаше свое високо значење. Да чуеме на песна од збирката од Блесоци, да се подсетиме на вашите млади поетски години. Јас за овој повод ја прочитал песната Спроти бура. Избезумено завива морето, поразно крикнува птицата, и погибел далгите влечат по бреговите. Да станеме, да и го отстапиме брегов на бурата, ноќва на зорите. Период од 56-та до 70-та можеме да го означиме како период на поеми. Пред какви прашања и творечки дилеми ве поставуваше поемат како форма со оглед на фактот што не се држевте за некои претходни класични урнеци? Така е, во право сте, мојата прва етапа во поезијата практично е етапа на поеми. Зошто јас тога се определив за формата на поемата? Поради следниве две нешта. Прво, јас си припаѓам на онаа генерација која прва во историјата на својот народ се здравуваше со слободата. Тоа беше време во кое за прв пат во свеста на народот се населуваше еден историски простор, оддалечен со векови пред нас. Поемата со други зборови имаше и своја естетска, но и своја национално-историска функција. Почетоците, мислам, на современата македонска поезија се почетоци на нашата поема и не се држев за некои претходни класични урнеци на поеми. Не поради тоа што многу сум знаел дека правилата во поезијата деспотски делуваат врз неа. Тоа беше време на еден колективен национален транс, време на голема верба во еднината, време на големи придонеси на поединецот во колективната цел. Тие поеми имаат свој собствен јазик, зашто јазикот е непосреден израз на историскиот живот на народот. 70-те години може да се означи како нов период во вашата поезија. Епско-лирскиот пристап го заменувате со лирски. Искуство чие исчитување повеќе ја бара апаратурата на поетот отколку на историографот. Сепак нешто во оваа смисла јас би кажал. Процесот на трансформацијата на видливото во невидливо ние не знаеме ниту кога зачнува, ниту точно кога и каде завршува. Прелага е ако се смета дека со напишаната песна завршува асоцијативниот круг, метаморфозата на видливото во невидливо. Песната е само етапа на еден континуиран психолошки процес, кој само делумно е дефиниран низ поетскиот запис. Барем што се однесува за мене, вистина е дека од оделни стихови што веќе претходно сум ги напишал напати и невидоизменети од некоја песна сум ги вградувал во нова песна. Или барем оделни морфеми, ритми, структури, мисли,
Едноставно, подсвеста е таа која доживотно ќе ја прогонува личноста на поетот и ќе го возобновува архетипот, но никогаш и покрај огромните напори, авторот нема да успее најпрецизно автентично да го репродуцира, туку осознавајќи го, ќе го надградува со својата филозофска порака и имагинација. Може би некој од овие песми ќе го појасни ова што го говорам. Разделина, ви прераскажувам јас што толку долго бродев, што видов нова земја и ново небо што видов и пак што се вратив одново за да бродам. Си мислев, никогаш во мене не ќе догори светјата моја догорува. Си мислев, никогаш реките не ќе зајдат а зајдуваат. Си мислев дека е веќе крај на се, а се одново почна. Одново бродиш, а неа нигде ќе ја нема, и се што ќе видиш пред да оземјеш, пред да онебеш ќе биде сликата. Си игра две дечиња заборавени крај водата сина, едното уште кружи, другото се вика разделина. Карактеристично за вашата поезија и тоа што лидскиот јунак е претежно во множинска форма. Не означува ли тоа еден момент на колективно доживување на историјата? Па нешто да се разбере, тоа значи да се разбере тоа нешто во неговата индивидуалност, во неговата посебност, специфичност. Индивидуалниот карактер на една уметничка традиција или посебноста на еден народ, на една култура, на една традиција, на еден историски период, тоа значи и посебност на самиот творец и на неговиот творечки чин. Библијата навистина може да разберат само оние кои се обидуваат да се задлабочат во опитот на примитивните пастири по редовите на Јудеја. Во долгите пустински ноќи по Арабија, во големите каравански патувања, ноќе пред опасностите од дивечот, пастирите палеле огнови и саноќ пееле, за да останат будни, за да не ги изненади дивечот. Тие биле поети во пустинските ноќи, сведоци и врсници на звездите. Тоа е колективното доживување на историјата. Поетот не ја создава историјата, туку народот не ја создава. Тој само ја запишува. Може би и облагородува, заборавајќи ги незините грди страници. Поетот не е ништо друго, освен човек кој го посматра огромниот караван на народот низ историјата. Почитувани во ова специјално издание на емисијата од архивата на Македонското радио се поместени извадоци од емисии, тоест интервјуа со академик Анте Поповски, чии автори се новинарите Петре М. Андрејски, Благоја Лахтински, Петар Бошковски, Тодор Чоловски, Тамара Арсовска и Душко Христов. Уметничка интерпретација на стиховите на Анте Поповски, Софија Гогова Врчаковска. Место вообичаената најава на позначајни библиографски податоци, овој пат директно низ разговор ќе се обидеме да го доближиме неговиот творечки опус, кој опфаќа десетина бележити стихозбирки, неколку поетски избори на македонски и други јазици и повеќе негови препеви и преводи од странски и домашни автори, книга средновековни македонски црковни записи, прозни и критичко-есеистички текстови, опус кој заедно со заложбите и остварувањата на неговите врсници од втората генерација македонски поети и другите истакнати имиња на повоената македонска поезија, нејзе и прибавија широка афирмација и високо место меѓу световите на современата југословенска поетска реч и пошироко во светот. Добитник е на вредни литературни награди и признанија, меѓу кои ќе ги споменеме наградата Браќа Миладиновци, Наструшките вечери на поезијата, наградата Кочо Рацин и републичката награда 11 октомври. Поезијата во основа не е ништо друго освен едно екзистенцијално, едно морално, едно историско искуство на народот, формулирано низ поетскиот индивидуален израз. Во вашиот индикативен поетолошки есеј кон книгата Љубопис забележувате: поезијата по природата на својата основна функција има амбиции да го преобразува и времето. Од искони, меѓутоа од своите прапочетоци, стои исправена пред прашањето: може ли таа тоа да го чини? Не се ли премногу кревки нејзините коски за еден таков товар, за еден таков подвиг? Ве обседнуваат ли и денес ваквите размисли и дилеми, колку е согледлив нејзиниот подвиг во јазичната сфера? Зборот долго памети. Тоа негово својство
постојано репродуцира нови значења, нови мисловни комплекси. Зборот е отворен и секогаш во некоја пророчка позиција наспроти времето, тој во своите бројни асоцијативно-символистички односи станува и најчувствителен показател на социјалните промени. Од друга страна, зборот заедно со свеста е и единствената составна субстанција на јазикот. Поезијата во својата основа е принудена постојано да се репродуцира низ јазикот. Таа самата во себе е еден јазик во јазикот. Родени сте на 14. јануари 1931 година во мијачкото село Лазарополе, каде ќе завршите основно образование, а средно ќе учите во Скопје и Битола. Во ова време започнуваат и вашите први интересирања за поезијата. Драги слушатели, гостин во нашава денешна емисија е истакнатиот современ македонски поет Анте Поповски. Колку беа значајни тие години на детството и тие незаборавни слики понесени од тоа време за вашето подоцнежно определување кон литературата? Јас во моите поодминати години сознав дека не сум роден на 14. јануари, туку на 3. јуни 31 година. Значи дека и овој биографски податок треба да се земе од сега како точно. Смислата на ова моја интервенција се состои во следното. Како ученик во, да речем, во осмолетка, броејќи колку години треба да имам за да бидам запишан во тогашниот 3 клас, дојдев до сознание дека пресметав дека треба да бидам роден 31 година и тука не сум погрешен, меѓутоа дека треба и порано да бидам роден затоа што во напливот на многу ученици остана голем број незапишани. И веројатно тоа е мотивот на тој датум кој фигурира досега и речиси во сите мои документи, дека сум роден на 14. јануари. Но поетското искуство по природата на својот израз се наложува како најчувствително подрачје на творечката семантика воопшто. Каменот, билките, литиите, првичните слики на детството, коледарите, црковните ора, имаат свој говор, свој јазик. Посебноста на тој говор особено импресивна при првиот допир, низ првичната перцепција на детето. Детето несвесно за својата спекулативна моќ, низ времето го размножува првичниот визуелен, колористичен или звучен архетип во безброј нови заменки, но никогаш тоа не ќе може да се ослободи од маѓепсното дејство на првиот контакт, на првиот допир, на првиот оган, на првото оро. Сето тоа подоцна се преобразува во една имагинерна верзија, во една трансцендентна верзија на некогаш постојното. Сето тоа подоцна значи се преобразува во јазик, во говор, и бидејќи јазикот во својата основа е постар од литературата, чувството значи постапно се репродуцира во јазик. Процесот на таа трансформација според мене на видливото во невидливо, ние не знаеме ниту кога зачнува, ниту кога завршува. Асоцијативниот круг не завршува само со песната. Песната е една постојка во еден континуиран психолошки процес. Тие првични слики имаат смисла да остават длабоки траги, не само во свеста и во сознанието, туку воопшто во чувствувањето на авторот. Земете вашата поезија, земете поезијата на еден Блаже Конескин, еден Матеа Матевски, еден Славко Јаневски, Гане Тодоровски, на седно кој. Многу не е тешко човек да предпостави дека сознанијата во таа поезија може да бидат надвор од првичните архетипи, од првичните слики стекнати во детството. Во 1950 година се запишувате на Филозофскиот факултет во Белград, но набргу се префрлате на Медицинскиот факултет во Скопје, на кој и ќе дипломирате. Веќе како студент сте афирмиран соработник во македонската и југословенската литературна периодика. Што ве определи за медицината? Мојата определба за медицината ја и денес не можам да си ја појасна. Веројатно тоа беше некоја компензација. Мојот татко повеќе од се во животот ја сакаше медицината и се обидуваше да придонесе тука повеќе од колку што можеше и знаеше.
Веројатно, јас бев оној кој имаше шанси во животот, таа заедничка љубов и негова, и на еден начин и моја, нели, да ја оформи, да се здобие со едно такво искуство, еден вид помош на својата средина. Меѓутоа имаше и други технички фактори кои го определија моето определување за изучувањето на медицинските науки. Прво, јас во случајот за една несреќа имав одличен успех од средната школа, а тогаш начинот на запишувањето на факултетите се водеше сметки за самиот успех и наводно тие што има подобар успех од средната школа става на некои факултети за кои се ценеше дека се потешки и така натаму, што се покаже со времето дека не е така, дека може да биде и обратно сосема, се разбира. Сватив подоцна дека литературата е една огромна, голема наука, една наука бесконечна во која човек доколку сака да и се предаде исцело и со сета сериозност и одговорност, дека не може да се занимава со друго. Исто како и самата медицина. Она нашиот народ што го вели дека две лубеници под една мишка не се носи. И со голема тага, јас морам да признам, со тешки ломови душевни вака, сепак се определи за литературата, победи практично љубовта, поголемата љубов кон литературата. Кога си далеко, пролети утрину, се покажуваат ветрови кои умеат да гатаат. Ке те допрат, ке те помилуваат, ке ми ја поземат раката и ке ни речат: еве сега, ке ти се јави мајка ти. Знае таа љубовта кон тебе дека те прави неранлив. На големото заминување мали се сите неба. На залез, на октомвриското сонце, на кафе пред бистрото Лепети журнал, тројца старци готови за историјата. Пред нив девојче го собира попаѓаното лисје во паркчето и си подпевнува: «La vie, l'amour». Го поземам гласот на девојчето и животот и љубовта. И животот и љубовта отвај едно сетишонце. Кое е вашето мислење за релацијата поезија-музика? Колку може зборот да биде надграден од тонот? Го проширува ли музиката асоцијативното поле на песната? Тоа е едно неопходно проникнување. Мотив на една песна како што може да биде една композиција музичка, како што може да биде една слика, едновремено може и самата песна да биде директен мотив за една трансформација, за едно ново асоцијативно символистичко структурирање во творештвото. Мислам дека тоа проникнување е убав миг во нашето македонско творештво, затоа што јас колку што сум ботек, особено е проширена таа соработка помеѓу литературата и музичкото творештво кај нас, и тоа е една, пак ќе повторам, една убава традиција која ќе доведе до нови и уште поуспешни резултати. Инаку лично кој вид музика вие сакате? Па јас признавам дека народната музика мене ме влече повеќе од се друго. Strana jadno, sonce te izgreva,
Od drugата strana jadno, jasna mesečina. Samo koje fajde jadno, koga vedno nemaš. Koga sine, mame jadno, od srce poroda. Betlejano, сега сме зенгини, само кое пайде јадно, порода што немаш. Дали е од мене јадно, или е од тебе, ili je od Boga jadno, ili je od činka. Сега поемата Караорман ќе ја чуеме со музика на Томислав Зогравски, напишана во стихови од неа. Денешнава емисија ја посветуваме ним, на Анте Поповски и неговата поезија, современи, нови и култивирани во својата структура, стихови од современиот македонски поет Анте Поповски, чие творештво зазема истакнато место во нашата патриотска поезија. Лапидарни и длабокомисловни во изразот, а инспирирани од фолклорното и народското, тие оставаат впечаток на едно поново и екзалтирано чувствување на родолюбивото. Во еден свој осврт на поетското творештво од Анте Поповски, писателот Матеј Матевски истакнува: сиот свртен кон многостојното пулсирање на земјата и незините векови, минатото и сегашноста, на незините камења и ридишта, на незините водје и небо, и пред се на незините луѓе. Анте Поповски спаѓа во редот на имењата што во современата наша поезија најинтегрално проговориле за големата преокупација, на еден јазик што се надоврзува на нашата најдобра традиција, но што е наедно и ново озвучување на нашиот книжевен израз. Откривајќи го своето значајно место во нашата родолюбива лирика по својата тематска ангажираност и сугестивност, продолжувајќи оваа развојна линија на нашата поезија која ја одгледуваат нашите најдобри поети од рацина до денес,
Стиховите на Анте Поповски означуваат и натамошно збогатување на нашата поезија воопшто, зашто нивниот придонес во нашата поезија е повеќе стран. Анте Поповски им се придружува на ретките и суптилни љубопитници на нашиот поетски збор. Барајќи го во коренот на народното постоење, тој го извлекува на светлината на своите страници, давајќи му нов поетски сјај. Од друга страна, тој јазик елементарен и во некои примери архаичен, мощно и убаво се вклопува во општиот авторов зафат, во епските настани, добивајќи низ тоа хармонирање современ одзвук по прераснувањето на еден згустен, елиптичен, вербално скржав и строг израз, со јадровита, цврста мисла која сосема ретко е развлечена и наивно патетична или непоетична и сува. Анте Поповски успева во склопот на една единствена фраза да натрупа толку мисла, што му возможува целата песна, кратка и избиена, да биде густа од содржина. Драги слушатели, гостин во нашава денешна емисија е истакнатиот современ македонски поет Анте Поповски. Роден во село Лазарополе во 1931 година, Анте Поповски живее во родното село се до 1943 година. Што останало од тие години во личноста на поетот? Босоного детство, бујни зелени недогледи, пријателување со природата, богатиот и сочен народен збор, вткаен во песните и приказните на жените, што во тој посебен амбиент си имале и своји посебни филозофии и судбини. Или, може би, само неколку драги спомени и мачните години на војната. А може би и нешто повеќе, и нешто уште подлабоко и нераскинливо вткаено и во она што е негово денешно постоење и себечувствување. Раскажете ни за тие денови, другар Поповски. Тоа се години што во моите сеќавања и во мојата свест се насликани со мощни јарки бои. Цели 12 години личноста на детето во мене е затворено во еден мал пекол. Кандилото пред некоја икона трепка и дење и ноќе, и веднаш под неа над зидот со години стои закована фотографијата на твојот татко. Првиот допир со неговиот глас, првиот негов збор упатен кон тебе, ќе уследи после неколку години. Ти си усамен, твојот татко уште повеќе, зашто е разделен и од тебе, и од твоите браќа, и сестри, и од твојата мајка. Работи некаде далеку, во некој град или во некоја друга земја, а неговото враќање во домот е празник за сите селани. Но тоа е така ретко. Крај тебе е само мајката. Напати и таа со денови речи си не се видува, зашто треба да набере дрва, да искае, да ископа. А пейзажот е и инаку суров и скржав. Повеќе месеци зима, една продолжена пролет, во која може да се следи и отворањето на цветот, расветувањето на таа зелена рамнина заградена од сите страни со високи планини. Кога ќе стигне летото, месечината е она што долго останува во сеќавањето. Усамени девојки во групи некаде од својата маала пеат до доцна ноќ, ќе ги успијат децата и на прозорците, усамени и загледани некаде далеку, остануваат мајките. Зад нив трепери кандилото пред некоја икона, под неа фотографијата на твојот татко и длабоко во твојот сон одзвонува првиот негов збор или првата средба што допрва ќе уследи. Есента во мојот крај беше најтрагичната годишна доба. На тој каменит и суров пристан само ветришта виулици се пристигаат. Не зреа читата, не узрева грозјето. Во тоа беспатје не се искачува ауто. Со часови и со денови треба да се купува од лебот до сапунот во други места, во блиските градови. Но тоа не е твоја грижа. Таа грижа останува на мајка ти. Твоја е да учиш и уште да учиш на туѓ, на непознат јазик, не на јазикот на твојата мајка. Такво право ти немаш. Така ќе изминат цели 10 години, а потоа ќе почне војната, онаа голема, човечка народно-ослободителна војна, во која пред твоите детски очи ќе гинат партизаните, пред твои очи ќе го спалуваат селото, ќе ги убиваат твоите и блиските,
Таква ја сочував и ја понесов во себе сликата за моите први 12 години, од 1931 до 1943. Вашата поезија сета е искаена како диалог со земјата татковинска, со историјата нејзина, со човекот што низ непокори и небидија одстојувал низ вековите. Критиката ве именува како лирски летописец на земјата македонска. Дали корените на тој поетски диалог, на тоа летопиство ги почувствувавте и понесовте во себе си уште од деновите на детството? Без друго. Им припаѓам на врсниците кои своите први животни чекори ги правеле во свет на вистинска социјална беда, во свет кога буквално корката леп се дели меѓу браќата и се сонува нежната, строгата, заштитницата рака на таткото. И веднаш потоа, како во сон, како во некоја бајка, ноќе стоите загледани низ прозорецот и забележувате огнови далеко во планината. Тоа беа првите знаци за војната. Нешто потоа жените и ние децата го шепотевме зборот партизан. Војната ги напушти планините и се насели меѓу нас. Бевме сведоци на една жестока војна, бевме сведоци на еден чин од трајно историско значење за Македонија, но бевме сведоци и на едно друго време, на првите денови на слободата. Оној што на своите 14 години, а толку години има фијас, ќе ја доживее првата средба со слободата, останува за целиот свој век мадјепсан од незината неповторливост, збунет од сликата во која во еден неочекуван ритам, едноставно се почнува да се дига на нозе, да се раѓа, да пее заедно со старите, со младите, да ги гради првите патишта на својата татковина, да ги изговара првите слободни гласови на мајчин јазик, едноставно да заборави што е свој дом и да го насели својот живот во светот на слободата. И јас затоа тврдам дека што се однесува до мене, а длабоко сум уверен дека во помала или поголема мерка тоа се однесува и за сите мои врсници, овие два мига се впечатиле во свеста и во душата како траен белег на чувствувањето. Ова импресивна, родолюбива лирика, инспирирана од жилавите корења што ги надвира сите времења, со изобилство од символи и јазик сврсто поврзан со фолклорниот, народниот мелос, магичен спој на архаичен и современ говор, таа лирика има слободен стих, неврзан, без рими, со негубана метафора, со епска боја. Летно попладне. Застануваш пред огледало и молчиш. Некој од огледалото ти подава рака. Ти збунето го прашуваш кој си. Стави ја раката врз челово, моли тој, извлечи ми ја оваа брчка, што за целата своја должина ми го свија рбетот кон земјата. Стави ја раката врз челово, моли тој, и излечи ми ја оваа брчка, што се свила околу моето грло и не ми дава да плачам. Сакаш да замижиш и замижуваш. Чувствуваш земјата се подкрева на прсти и ти го подметнуваш својот грб, за да починеш. Две тишини. Ти конечно ме бакна. И како и овие дождови и секавици, како и овие ветришта, ме окова за себе си. И тоа што веќе меѓу нас се случи, сега и Бог Господ не може да го спречи. Но каде си? Ти, и не знаејќи околу мене, насели две тишини. Една мала, во која те сонувам и чекам, и една голема, во која исчезнувам. Твојот заборав и моето заминување, сега и сам Господ Бог не може да го спречи.
Вие сте представник, би се осмелил да кажем, на она златна генерација македонски поети, иако по години се разликуваат, нели? Петре Андреевски, Матеја Матевски, Јован Котевски, Владо Рошевич, Радован Павловски и некои од постарите како Ацо Шопов и Коневски, кои го кршија, пробива мразот кон светската афирмација на македонската поезија. По сиве години, кога ќе се свртите наназад, дали успеавте во таа мисија? Да, на еден или друг начин, сите генерацијски споделби во кои после рацина, што се острават, особено од нашата книжевно-критичка мисла, поделба на творечкиот чин на еден генерацијски распоред, според генерацијски распоред, полека се покажува дека не е идеалната форма преку која треба да се анализира македонското книжевно творештво во последниве 60 на години. Зошто тоа? Затоа што и еден Блаже Коневски, Ацо Шопов, Славко Јаневски, луѓето кои го продолжија веднаш делото на рацина, потоа генерацијата на Матеја Матевски, Гане Тодоровски, јас кај што припаѓаме тука и многу други автори од истата генерација, потоа генерацијата на еден Радован Павловски, на Јован Котевски, Владо Урошевиќ, Јован Павловски, е практично една иста генерација, затоа што се сите ние настојувавме, нас не водеше еден заеднички порив, една заедничка идеја, ги зацртувавме првите патишта, да речам, на една помодерна литература, заедно се формиравме, заедно се образувавме, заедно се школувавме, заедно се надградувавме и мислам дека времето кој одминува се повеќе и повеќе ќе ги поистоветува тие генерацијски, помали генерацијски разлики. Нека на мојот развој ми беше и постојаната споредба со оние пред мене и се разбира оние со кои во исто време почнувавме. Искрено сум се радувал на достигнувањата на другите. Нивниот успех го ценев за успех на целата своја генерација. Напротив, успехот на другите за мене беше и останува еден силен мотив да поразмислам докаде сум самиот, што можам јас во сето тоа. Со други зборови, бев уверен во себе си, бев упорен и што е според мене многу битно, никогаш не се откажав од својот поглед за песната, никогаш не ме заслепи сијајот на случајниот и формален резултат кај некого. Секојаш настојував да бидам свој, дури и тогаш кога се чинаше дека е посовремен и порезултатен обидот на другите. Сакам, мислам како детаљ е битен, барем според мене, и еден факт дека точно тие генерации, генерацијата и јас на која припаѓам, читавме многу, особено поезија. Наизуст знаевме на десетици и десетици автори. И немаше што не читаме. Бевме љубопитни и за филозофска и за научна литература. Настојувавме да бидеме во текст со се што се создаваше и создава во литературата и околу нас и пред се во Европа. Сигурноста во собственото творештво, без поредба со она што се создава во светот, е нереална. И во таа смисла би сакал да повторно да го назначам тој факт, дека тоа беа генерации кои постојано се школуваа еден од друг, постојано се надградува, постојано се дополнува. И денес кога се говори за македонската литература во една генерацијска смисла, тоа треба да се свати како едно обединување на сите тематски интереси во еден заеднички интерес, а тоа и пред се беше како да се позабрза развојот на современиот македонски книжевен јазик и мислам дека придонесот во таа смисла точно на овие генерации исклучително значаен и голем. Што ја прави македонската поезија толку посебна и различна од другите? Па мислам многу што. Јас во повеќе наврати во вакви пригоди сум укажувал на еден факт, на една теза дека она што е остварено во овој век во сферата на поезијата, пред се е остварено во изразот на помалите јазични средини. Тоа е еден голем факт. Земете современата грчка поезија.
грчката поезија на 20. век, земете турската поезија, романската, албанската. Особено имав големо задоволство, нели, преведувајќи антологијата на современата албанска поезија, еден Фато Сарапи, еден Дрите Раголи, Исмаил Кадаре, и така натаму, открива еден сјаен феномен кој ја потврдува сета оваа теза, дека она што е остварено во современата поезија на светот е остварено најзначајното во феноменот на помалите јазици, односно во јазиците на помалобројните народи. Сега, што тоа ја прави и македонската поезија и посебна и поразлична од другите? Ја мислам дека тоа е еден заеднички феномен на овој круг, балканскиот круг посебно. Македонската поезија треба да му заблагодари на големиот опит на едно згустено време акумулиран во јазикот, кој не беше исцрпен низ книжевни формализми во изминатите векови. Тоа беше еден голем, значаен и многу корисен факт за нашата македонска поезија, нели, кога се почнуваше, и особено во поодминатата развојна етапа, некаде 70-тите години и подоцна. Тоа беше првото и второто идеалното надградување на митот како апсолутен цивилизацијски факт. Митот во македонската поезија е до тој степен активен, до тој степен функционира, што просто тешко да се најде, да се открие и оле посериозна, позначена песна во која јазичката компонента и митот толку идеално, хармонично се сврзани за да представува едно големо и вистинско откритие. Ја мислам тој феноменот на богатството на македонскиот јазик, во особено во неговата ритмичка конституента, затоа што македонската поезија во метричката функција и не може докрај да дојде до исказ, барем во оваа етапа, едноставно поради тоа што е тоа малку скаменет јазик, поради неподвижноста на акцентот, поради константноста на акцентот. Меѓутоа, затоа во ритмичката компонента нашата поезија е една од најзначајните и најпродуховени поезии. Мислам дека сум во текст со современата поезија, со се она што се остварува посебно во Америка, во Европа, во афричките литератури, во азијските литератури, благодарејќи точно и на овие сјајни преводи кои беа направени пред се на јазиците на соседните народи. Мислам дека македонската поезија држи еден многу модерен курс и има одлични развојни тенденции на тоа. Надградувајќи се врз нашата народна традиција, врз Прличев, Миладиновци, Рацин, како гледате на иднината на македонската поезија? Има ли Македонија достојни наследници во младата поетска генерација? Да, како не. Имаме една сјајна млада генерација, мислам, од која треба со право да се очекува една брза естетска надградба на се оно што е остварено. Не го велам тоа од некаков формален вака потреба да се задоволи некако формален одговор. Јас сум апсолутно уверен во моќта, во она што го навестува помладата поетска генерација во Македонија, не само заради тој помодерен исказ, по-слободен, да речам, од некои стеги кои не обрзува нас во тој исказ. Тука едноставно идентификацијата на карактерот на животот денес, таа нова информатичка револуција, вакаш, на еден или друг начин има свој отрас во прештото на помладата генерација и јас сум многу и горд и среќен што ете така имам можности, да речам, да проследиме една вистинска поезија која допрва ќе ги покажува своите резултати. Почитувани, денешната емисија беше посветена на нашиот македонски поет, есеист, препејувач и публицист академик Анте Поповски. Во неа проследивме извадоци од неколку емисии чии автори беа Петрема Андреевски, Благоја Лахтински, Петер Бошковски, Тодор Чаловски, Тамара Арсовска и Душко Христов. Уметничка интерпретација на стиховите на Анте Поповски, Софија Гогова Врчаковска.
избор на содржините, музичка илустрација и адаптација на понудените содржини Роза Николова.